digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. И добро дојдете повтор на канал кај BTG Crypto. Имаме масивен пробив на биткоин из нови all time highs. Секако ќе разгледам некои чартови за биткоин денеска и ќе прикажем некои други чартови да видиме на што ни укажуваат моментално. PCE инфлацијата треба да се добие на 31 јули, така да доколку е намалат на 2%, очекувам уште поголемо забрзање на намалување на каматните стапки. Моментално трейдерите мислат дека каматните стапки повторно ќе останат исти. И сега сите оние кои што викаат дека имаме дабл топ, тие сите се ликвидирани и битки продолжува да си ги прави своите работи, а тоа е да покаже зошто е тука. Како што можеме да видиме, тука имаме прогноза од 184 или доколку се исполни овој чарт тука, односно 5, 6, 1, 8 Фибоначи секвенцата, па ќе оставиме да видиме. Сега сме во Price Discovery, односно во делот каде што не би сакале да го шортате биткоин, бидејќи големи се можностите дека ќе изгубите се. Можете да погледнете што прави потоа тој огромен брейкаут и само цената продолжува да расне. Токму тоа што го кажав, всушност е илегално да се шорта биткоин во овој момент или пак во моментот сега натаму, бидејќи не знаеме што ќе се случи со него. И тука можеме да погледнеме Elliott Wave шемата. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. Ова е на макро нивото и секогаш овие цени го допирале ова ниво тука, оваа тред линија, и доколку повторно е допрат, тоа се $350,000 по биткоин, то искрено не е заверување, но реалната цена е 150,000 според мене, но никогаш не можете да знаете што ќе направи биткоин. А сега малку да зборуваме за алткоин сезоната, бидејќи секогаш кога биткоин во Price Discovery имаме алткоин сезона, тука можеме да видиме дека претходниот пат сме имале Global Bottom, односно дно за биткоин, мало движење на биткоин нагоре и имаме оправување на алткоините и потоа големо движење на алткоините, односно алткоин сезона. Тоа имаме сега. Сега имавме повторно дно на биткоин, негово oporavување, тука и имавме зголемување на алткоините. Доколку ги споредиме овие, имаме пробивање нови all time high за биткоин и очекуваме во следниот период да се појави алткоин сезоната, каде што и алткоините би се придвижиле нагоре. Ајде да видиме како иде шемата. Прво, капиталот влегува во биткоин, огромен раст на биткоин, потоа во етериум, па влегува во малите, па големите маркет капови. Ова е зависно од каква сезона имаме, може да влезе прво во малите, па во големите, или пак во големите па малите.
А сега моментално можеме да погледнеме дека сезоната на биткоин скоро завршила. Имаме прилив на капитал во Етериум и се надеваме во следниот бранки имаме и многу поголем капитал во алткоините. А за да добиеме алткоин сезона, мораме да го гледаме овој чарт. Тоа е Total 2. Ќе го погледнеме подоцна и во живо чартот, што значи дека доколку имаме тука breakout, може да се надеваме на поголеми цени за алткоините. И како што можете да видите, шорт позиции 947 милиони долари, позиции во шорт кои што биле ликвидирани од 24 часа, тоа се огромни суми на пари. И да ја погледнеме оваа слика, која што ни покажува дека многу е битно оваа свеќе да ја затвориме на неделно ниво и доколку ја затвориме, тогаш би следувал огромен раст, како што можеме да видиме затварање на неделно ниво, што имаме огромен раст и експанзија. Сега да го погледаме чартот во живо. Погледнете како добро изгледа овој чарт сега моментално, што значи дека имаме инверзија на циклусот. Тука многу ретко, ова скоро никогаш се нема десно во биткоин, 17 денови од циклус ќе го преместиме тука, но биткоин има тенденција доколку имаме пократок циклус, следниот да биде подолг и обратно, па моментално ова ќе го преместиме вака и да видиме што ќе се случи. Сега ќе поставиме ново броење тука и тоа ќе ни се даде до 21 август. Ќе треба да го формираме неделниот циклус. Веќе се ближиме до неделниот циклус кој што би требало да се формира во следниот период. Тука и имаме 1, 2, 3. Сега треба да видиме ова можно е да биде и left translated cycle и да има некаков си reset, бидејќи доколку имаме уште поголем раст од тука, може да се случи ова и повторно да се вратиме да го тестираме ова ниво тука и од тука да формираме неделен циклус кој што од тука би проложил повторно нагоре. А сега да видиме каде се наоѓа Етериум. Етериум ја проби оваа структура, што значи дека некој период ќе останеме и над оваа структура, или така се надеваме, за да имаме добра алткоин сезона. Потребно е Етериум да мрдне, имаме 1, 2, 3, 4, 5, left translated 5, ресетирање сентиментот и сега имаме 1 тука. Би требало да се формира и овој дневен цикл до 15-16 јули повторно за Етериум. Може би да имаме некој ретест на ова тука и потоа да продолжиме нагоре, но не можеме да знаеме ништо однапред. Сега да ја погледнеме биткоин доминацијата, која што е исто така битна за алткоин, доколку сакаме да имаме алткоин сезона. Таа моментално се одбива од оваа тренд линија и дали ќе успее да пробие тука. Останува да видиме. Доминацијата на USDT константно моментално паѓа, дали ќе ги тестира овие нивоа тука. Да повлечеме еден правоаголник тука и веќе сме во него и доколку остане во овој обсек, очекувам големо движење на алткоините. Да го погледнеме сега златото, а ќе споредиме сега, само момент, ќе ги споредиме овие чартови со биткоин, ќе споредиме многу добар чарт сега, само да видиме каде сме. Златото, кај златото го формираме првиот, сме во фаза на формирање на вториот
дневен циклус и да видиме каде тој ќе не однесе. И само да погледнете што прави златото кога биткоин се коригира. Ајде ќе погледнеме од 1. јануар до 9. април што работеше златото. Од 1. јануар тука можеме да најдеме 1. јануар и до април, што значи дека имавме огромно движење на златото во тој период кога биткоин се коригираше. Така да прво оди златото, потоа кога златото се коригира оди биткоин и кога биткоин се коригира оди златото. Сега останува да видиме, бидејќи тука сме во 4-тиот дневен циклус за биткоин, останува да видиме дали ова ќе биде left translated cycle и после овој left translated cycle би следувала неколку месеци корекција за потоа кога ќе го формираме следниот неделен циклус, да успееме од тој циклус да го извлечеме максимумот и да стигнеме до овие $150,000. Останува да видиме, да погледаме каде е SPX моментално. Уште е на тренд линијата тука. Немаме никаков пробив. Тука сме на вториот day cycle low, кој што треба да го формираме. А сега да видиме и што прават некои од алткоините. Да ја гледам. Solana погледнеме, имаме класичен breakout, мал ретест и продолжување нагоре. Да видиме што прават и другите. Link, моментално Link имаме класичен breakout тука и може да поставиме една тренд линија. Ајде да погледаме XRP исто така имаме breakout. Ќе го избришеме ова и може да поставиме една тренд линија тука да видиме каде ќе не одведе таа тренд линија. Сега за сега и алткоините и биткоин изгледаат одлично и останува да видиме кога биткоин ќе се консолидира малку, дали алткоините ќе повлечат нагоре, како што и сите го очекуваат. Тоа така да тоа за денеска, бидете поздравени, имајте убав викенд и се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my